Microsoft за оваа година се очекува да представи поголема надградба на Windows 10, која неофицијално во компанијата се нарекува Sun Valley. Од компанијата оваа надградба почна да ја нарекуваат наредната генерација на Windows. А кога ќе се земат повеќе фактори во предвид, може да се очекува и представување на Windows 11, а не само уште една верзија на Windows 10. Microsoft објави видео минатата недела кое е направено од звукот кој се пушта при стартување на различни верзии од Windows. А затоа што видеото трае 11 минути, се сметат како знак дека може да се очекува и представување на Windows 11. Исто така, настанот идната недела ќе започне во 11 часот наутро во временската зона каде што е компанијата. Сега уште една промена укажува на тоа дека Windows 10 нема да биде последната верзија од Windows. Како што се најавуваше порано и дека можеме да очекуваме промена на името, односно представување на Windows 11. Промената е забележена на страната на Microsoft, каде се објавува времето на поддршка за различните верзии од Windows 10, кои обично имаат поддршка по 18 месеци. Сега на таа страна е поставена финална дата, до кога ќе биде достапна поддршката за Windows 10 Pro и Windows 10 Home, а таа дата е 14.10.2025 година, односно 10 години по представувањето на оперативниот систем. Ова може да се земе како сигурен доказ дека Microsoft планира да представи нова верзија од Windows. Па веќе можеме да сметаме дека идната недела ќе го видиме представувањето на Windows 11. Microsoft исто така го паузира пуштањето на нови тест верзии од Windows 10. Microsoft исто така го паузира пуштањето на нови тест верзии од Windows 10. Па истите се очекува да продолжат по настанот идната недела. Би требало, како и досега, корисниците да можат да ја тестираат новата верзија, а финалната за сите корисници се очекува за на есен. Microsoft овие денови ја најави наредната верзија од Windows 10, која како и секоја година ја пушта во втората половина од годината. Верзијата 21H2 е верзија која е наред и која се очекуваше дека ќе биде пуштена, а истата донесува само неколку помали новини и ќе биде инсталирана како и другите помали надградби, односно месечни ажурирања на оперативниот систем. Вниманието во втората половина од годината секако ќе биде на Windows 11, кој моментално е достапен во тест верзија. Корисниците како и секогаш се очекува дека нема сите веднаш да се одлучат на оваа надградба. Но овој пат и тоа нема да можат да го направат некои од корисниците кои сакаат. Причината за тоа е потребата од понов процесор кој доаѓа со одредени безбедносни можности. Па по старите компјутери нема да можат да ја добијат оваа надградба на Windows 11, која е сосема бесплатна за корисниците на Windows 10. Windows 10 ќе биде поддржан до 2025 година. Microsoft веќе ја одреди оваа дата, а информацијата тогаш се сметаше како доказ за представувањето на Windows 11 во тој период уште во форма на шпекулации. Windows 10 21H2 донесува 3 новини кои се поврзани со безбедноста на Wi-Fi, Windows Hello, како и со Windows Subsystem for Linux. Од ова се гледа дека оваа верзија не донесува некои новини поврзани со нови функции, па корисниците во главно ќе инсталираат чисто затоа што е достапна. Оваа верзија веќе е достапна во Windows Insider програмата, па заинтересираните можат да ја инсталираат. И тоа беше се за ова видео. Се надевам дека ви бевме интересни и поучни. Доколку тоа е така, лајк и суб. А ние се гледаме повторно во некое наше наредно видео. До тогаш, поздрав, писов, чаус!